Кој не може да го предвиди што ќе очекуваат граѓаните до утре. Меѓутоа можеме да кажеме што би се случило доколку мерките функционираат. Значи владата предложи мерки на задржување на цените на дериватите. Може само едно прашање. Дали со оваа цена ќе ги коригирате цените со ова покачување 14,27 на нафтените деривати, дали ќе има корекции на цените во маркетите? Сега засега нема интенција на покачување, засега затоа што стопанските субјекти се уште можат да се носат со ова на краток рок. Доколку во понеделник повторно се покачи цената, тогаш? Тогаш веќе имаме уште недела дена која што е неизвестна пред нас и веќе после таа недела очекувате дека ќе мора цените да се покачуваат на одредените продукти. Колку? Прашањето, ако 14,5 остане ова покачување, значи рачунајте дека 10 до 15% секако ќе има покачување на одредени артикли кои што се увозно зависни, зависат од транспортот и од енергенција. Да кажеме на граѓаните кои се тие конкретно тоа артикли? не може да се каже. Храна, останато. Значи, бидејќи Македонија увезува храна и храната очекувате дека ќе се покачи. Ние увезуваме суровини за храната. Исто Ако така. остане ваква состојба, значи храната би се покачила за 15%, како што кажете. Доколку продолжи, не остане ваква состојба. Така. Доколку продолжи да се покачува со истото темпо зборуваме. Значи, така. ако се дуплира и така натаму, затоа што веќе ова е алармантно. Еве веќе ова ниво е на некој начин апсолвирано. Така. Нема, освен цената на горивата, кај што директно е зависно, таму мора да се покачи цената. Дефинитивно, инаку ќе останеме без бензин на бензинските помпи, нели? Во тој случај, останатите продукти, ќе видиме како ќе реагираат, нели, со останатите. Сите во моментов сега се засегнати, се ја следат состојбата, но не можат да кажат што ќе се случи понатаму. Значи, доколку цената порасне на сите суровини, Македонија е увозно зависна. Така. Ние не можеме да диктираме цената на сите суровини за прехрана. Значи, овој првичен шок би се очекувал после 2 недели, една до 2 Сигурно, после уште недели, една после недела, 10 да, доколку ова потрае, ова веќе е загрижувачки со за некои проценти цените. од 10 до 15% изголемување Покачување на цените, меѓутоа тоа ќе влие сигурно некаде до 5% покачување на основните продукти.